Еве, да. Со моја екипа. Драго ми, вие како сте? Добро, супер, еве. Она што би сакал јас само на кратко да го кажам како нешто што се планира во летниот период да се спроведе фудбална заедница Владотасевски. Тука за оние што не знаат се вклучува и делот од млечен ресторант, платото кај педагошки околните згради, но и зградите кои што се наоѓаат и кутите на Каирска, Атинска, Алжирска и Партизанска. По Партизанска, значи ние овде практично ќе имаме една посериозна градежна офанзива наша општинска ова лето. Значи, само што добивме пред неколку денови потврда од Светска банка, добивме пари од таму за целосна реконструкција на Римска и на Атинска улица и дополнително ние ќе реконструираме и прошириме улица Њуделхиска заедно со поставување атмосферска канализација. Проектот ни е готов за еднонасочен сообраќај и тоа би го поврзал со проблем со паркирање. Ќе најдеме некој начин да најдеме и простор за паркирање и да се движат возилата во една лента, а во исто време тоа да ни даде простор, тротоарите да може да ги обезбедиме за пешаци, бидејќи, како што рече и господинот од СВР, за жал, инфраструктурата е правена по некое друго време за некои други стандарди, особено кога се работи за паркирањето. Она што веќе го навестив е и за делот од Владотасевски, кој што е делот према партизански одреди. Таму ќе ги реконструираме и паркинзите позади кулите и една ризична фасада. Има всеги едно прашање овде за фасада. Може би ќе има и од другите. Она што сакам да знаете дека сега по насока на Државен завод за ревизија го менуваме малку пристапот и во тој дел. Односно формиравме една група во општината која што на терен ќе треба да увиди која фасада е пред се ризична по безбедност на граѓаните кои што поминуваат покрај зградата и тие да бидат приоритетни за санирање, а не естетскиот или физичкиот изглед на зградата по наш личен избор или по политички избор што погода на зградата од кои гласачи, туку оние кои што навистина се ронат имаат проблем. Една таква имаме и во Владотасевски на Партизанска, така да и таа планираме да санираме летово. Нешто што го зборевме и претходно и во кампањата за училишните дворови, кои треба да се претворат нели во спортско-рекреативни зони за граѓаните, а тоа особено сметам дека е битно за ова маало и за оваа урбана заедница, бидејќи тука имаше кош на кој што децата многу играа, меѓутоа правеше галама на околината. Затоа сега користиме додека училишниот распуст целосно да ги реконструираме и обновиме фудбалското и кошаркарското игралиште во основното училиште, за да може децата да имаат каде да играат, а сепак таму да не биде проблем со нарушување на јавен ред и мир, односно галама на која што се создава овде на жителите. Тука почнавме и со делумно раззеленување, на есен продолжуваме уште поинтензивно.